Над 30 невработени во комуналното јавно предпријатие Водовод денеска се собраа во просториите на Стопански двор и даруваа крв. Ваква крводарителска акција се организира за прв пат во ова јавно предпријатие, а од техничкиот персонал велат дека во акцијата се вклучени сите кои доброволно сакаат да даруваат крв, а ги имаше и такви кои активно се вклучени во акциите кои ги организира Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Во склоп на Општинскиот Црвен крст на Кочани оформена е пред една година основна организација на Црвен крст во Водовод и после една година во денешен ден организираме прва акција на крводарување за вработените од комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани. Па јас како еден од активистите и во раководството на Општинскиот Црвен крст на Кочани и повеќе кратен крводаризм, морам да ви кажам, ово ми е 61-во крводарување и верувате дека секогаш кога дадам крв, се осеќам многу добро. Тоа го давам апел на сите кои се здрави и способни, бидејќи крвта знаеме што значи во денешно време. Еден хуман гест кој спасува многу животи, поготово критични моменти. Секој човек има критичен момент во животот и крвта доаѓа добро да даде. Во крводарителската акција беа вклучени и такви кои по 30 пат даруваат крв и велат дека ќе продолжат и понатаму се со цел да помогнат на оние на кои им е потребно. Имам давано преку 30 пати до сега. Акцијата ја организиравме во КЈП Водовод. Мило ми е што помагаме на луѓето. До сега има одзовено 10 души дадено крв, а очекуваме бројка до 30 души да дадат. Ќе продолжиме и натаму да даваме. Иначе редно си даваме крв на секои 3 месеца. Ова е втора крводарителска акција во оваа година и до крајот на годината се планирани уште 18 редовни и една вонредна акција. Од нив 11 ќе бидат спроведени во просториите на Општинската организација Црвен крст, а останатите на терен. Во текот на изминатата година Општинската организација на Црвен крст Кочани собра 1179 единици крв, со што планот е остварен за 87